Благодарам, почитувам председател со комисијата, почитувани пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е седница каде што бираме уставни суди, затоа што има испразнети места во Уставниот суд, каде што треба да се даваат 9 суди со мандат од 9 години. Генерално, најпрвин пред да почнеме со коментар за избор на суди, мораме да дефинираме што бираме. Односно, бираме суди кои треба да гарантираат зачувување на Уставот на Република Македонија. Односно, бранење на државата и она што сме го зацртале како дефиниција како ја разбираме Република Македонија согласно Уставот. Од правен аспект, Уставот представува највисокиот акт во една држава и се друго во правото на некој начин е поврзано со Уставот. Од тука, изборот на судии кои ќе го штитат Уставот на Република Македонија и текако е многу значаен момент, затоа што во суштина треба да избереме луѓе со кредибилитет, со знаење, со авторитет, кои ќе носат правилни одлуки во однос на разни проблематики. Тие проблематики кои го тангираат Уставниот суд се дефинирани во самиот Устав и доколку ја отвориме страната на Уставниот суд и побараме надлежност на истиот, ќе видиме дека станува збор за суд кој и текако е значаен, можеби и најзначајниот орган во правосудството. Надлежност на судот е контрола на уставноста и законитост. Нешто што секојдневно се руши во Република Македонија, нешто каде што владата на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ настојуваат преку законски решења да извршат упад во системот и на некој начин да скријат криминал, незаконско работење или да спроведат своја, односно само за нив разбирлива политика. Понатаму Уставниот суд треба да се грижи за заштитата на слободите и правата на човекот и граѓаните. Нешто што одамна е напуштено во Република Македонија, затоа што граѓанинот, место да го ставиме во пиедесталот на нештата, онака како што го дефинираме согласно Уставот, ние сме се подалеку од граѓанинот, од човекот во Република Македонија. Затоа мораме да најдеме судии кои ќе се грижат за оваа надлежност, односно ќе бидат пред се чувари на потребите на граѓаните. Друга надлежност на овој суд е решавање на судирна надлежност. Значи, доколку две институции имаат судир, кој е таа институција што има вистинската надлежност, во соодветна постапка, во соодветен акт, Уставниот суд треба да доноси правилна одлука и тоа да функционира во правниот систем. Многу интересна одредба, односно надлежност на Уставниот суд представува одлучување за одговорноста на председателот на Република Македонија. Можете да замислите каква одговорност е на овие 9 уставни судии да во даден случај можат да одредат и одговорност на председателот на Република Македонија. Односно, доколку и тој во некој свој дејанија, активности, одлуки, постапи спротивно од законите, спротивно од Уставот, Уставниот суд е тој кој треба да одлучи и да го разреши тој момент. Покрај ова, Уставниот суд има и други надлежности кои се дефинирани, сега да не ги читам детално. Тоа што посебно ме интересира е состојбата генерално во судството.
Сите знаеме дека довербата во судството е на многу ниско ниво. Готово и да не веруваат луѓето во судството и тие скромни, да не речам бедни, 8% доверба во судството, тоа се луѓе кои гравитираат кон политичките партии, односно тоа е самиот естаблишмент на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ. Дури и нивните членови, ако тоа го математички претворите во бројки, не веруваат во судството, не веруваат во судскиот систем во државата. Сите кога ќе дојдат на власт, па и Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија, во своите програми ветуваат големи реформи во судството, ослободување на судството од партиите, независност на судството, па бевме сведоци таму некаде и оддамна беше тоа на шарената револуција, ми се чини слоганот беше нема правда, нема мир. Значи мир во Република Македонија нема затоа што нема правда, затоа што граѓаните не се мирни, затоа што фирмите не се мирни, затоа што институциите не се мирни, затоа што нема правда за никој од нив. Помпезно беше најавувана таа реформа во судството и ќе ви текне тука на големиот правник Прибе кој доаѓаше во Република Македонија и на некој начин требаше да даде сугестии во која насока се движи правосудството, во кои насоки треба да се реформира правосудниот систем во државата. Во вториот извештај на Прибе 2017 година ќе констатира дека сме на чекор заробената држава да се замени со друга заробена држава. Даде сугестии човекот, даде сугестии господинот, даде сугестии големиот правник, што треба тоа да поправиме во судството, во правосудниот систем, во правната држава, и тоа на некој начин беше, ајде да не кажам благо, првиот удар за Социјалдемократскиот сојуз, дека уште од првиот ден на владење застранија во однос на тоа што го промовираа во своите програми и на кој начин сакаа да дојдат на власт. На сите стана јасно дека партиската номенклатура ќе го зароби судството. Прибе даде забелешки и владата помпезно најави еден модел, ми се чини беше 369. Што ќе направат за 3 месеца, за 6 месеци, за 9 месеци. За понатаму. Поминаа 3 месеци, поминаа 6 месеци, поминаа 9 месеци, нула реформи. Сега, ако го продолжите низот, имате 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 до 60. Или, пошто веќе ќе изгуба многу време терајќи низата, помината 2017 година, помината 2018 година, помината 2019 година, помината 2020 година, помината 2021 година, еве сме 2022 година, ништо од реформите. Голем господин Прибе, голем правник, трети извештај нема. Требаше да следува трети извештај, требаше да даде дополнителни некои забелешки покрај тоа што требаше некои услови да се сработат во правниот систем. Меѓутоа, ден денес трети извештај во Република Македонија нема од Прибе. Човекот крена раци и стави на дознаење и на Европската заедница, и на Македонија, и на граѓаните на Република Македонија, дека оваа влада нема капацитет да се бори со правната држава, да се бори со криминалот, да ја реформира правната држава, да ги реформира судовите, да воспостави ред во државата. Тоа на нас не беше јасно, јасно и е веќе на сите, и живееме во такви околности како што живееме, и работите не се подмрнуваат од таа точка.
Во тој контекст го имаме сега изборот на овие уставни судии, каде што за 3 места владеачката партија понуди 3 решења и тие 3 решења треба да бидат избрани со просто кревање на рака, без дебата од нивна страна, без можност да се представат кандидатите, без можност да поставиме прашање на истите, иако да бидам чесен до крај, тоа законот не го бара, меѓутоа имаме постапки, имаме искуство во оваа собрање каде што сме правеле такви анкетирање и каде што некои работи станувале појасни. Едноставно оваа работа треба да се заврши, треба да се потполнат тие 3 испразнати места, треба да се стават судии кои се пред се лојални на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ. Со таков однос кон судството нема напредок на државата. Се залажуваме дека ќе имаме европска перспектива, дека тежнееме кон западните цивилизации, меѓутоа на сите овде ни е јасно и на граѓаните на Република Македонија е јасно дека имаме заробена држава од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. И тоа јасно ни го кажа и Прибе, тоа ни го знаат сите пријатели. Во однос на тие 3 кандидати, за да докажеме пред се, пред македонската јавност и пред вистината на правото, вистината во правото, понудивме кандидати, односно се јавија кандидати кои ни оддалеку не можете да ги споредите со кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз. Напротив, тие се далеку поквалитетни во однос на CV-ата и своите достигнувања. Еден од тие кандидати е Тодор Никола Витларов, роден 27.9.1958 година во Штип. Зборуваше пред мене колегата, да не се повторувам. Врвен правник со голем просек, истакнат правник, правник кој работел во јавното обвинителство, правник кој работел во Советот на јавни обвинители, човек кој има магистрирано, докторирано на право, правник кој врши научна дејност, издавачка дејност, држи предавања на факултет и така натаму и така натаму. Покрај тоа, не мали се и достигнувањата во сите области. Бил во евалуациониот тим на Република Македонија за Греко. Представува експерт во листата на ОСЦЕ. Вклучен како едукатор во Академијата за јавни обвинители. Председател на Сдруженијето на јавни обвинители. Член на Етичкиот совет на јавни обвинители. Што да се каже за вакво CV? Едноставно, човек од фелата, човек од јавното обвинителство, човек од науката. Професор, научник, кој во својот животен век и во својата кариера се докажал дека може да се носи со проблемите на правото. Неговите дела се импозантни. Ке цитирам само едно, односно ќе го парафразирам. Витларов се занимава со независноста на судството. Може би и само заради тоа нема да биде подобен во овој парламентарен состав. Затоа што на почетокот јасно детектирав дека во овој парламент нема да се бират независни стручни лица. Туку ќе се бират партиски послушници, партиски полтрони кои ќе ја извршуваат политиката на партијата СДС и ДУИ.
Докаде ќе одите? Предвремени избори се решение, дури и по некоја чудна околност да го истерате мандатот, следуваат редовни избори и народот тогаш ќе одлучува за многу работи, ќе одлучува и за судството. Ќе одлучува дали сакаме во Република Македонија да имаме независно, професионално судство, или ќе сака да продолжи оваа партизирано судство, каде што довербата е 8% на јавното мислење. Како професор, лично го побарав рефератот за избор на наставник во звање насловен вонреден професор во научната област казнено право на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип за Витларов. Тоа е ова. Значи, покрај работата во јавното обвинителство, Витларов има забележителни резултати во науката и во едукацијата. Човекот, покрај своите активности, седнал, пишувал книги, пишувал научни трудови, пишувал статии, пишувал коментари, помагал на релевантни европски и светски институции, за да се подобрат работите во судството во Република Македонија. Може би да сватите која тежина во Комисијата за рецензија прв подпишан е академик Владо Камбовски. Значи, за да биде избран Витларов, се формира комисија во состав Владо Камбовски, Гордана Лажетик, Александра Трендафилова. Академик напишал, подпишал дека Витларов и те како ги исполнува условите да биде избран за вонреден професор. И сега на овој кандидат ќе му дадете негативна рецензија, негативно ќе го гласате? Не, напротив, само ќе докажете дека час поскоро мора да се реформира државата, мора да се реформира судството, ќе докажете дека Македонија ја носите најзабрзано во амбис, во слепа улица, во сите сфери, па и судството, и само ќе помогнете со неизборот на овој кандидат процесите да се забрзат во државата. На ова партиско самоволие мора да се стави крај, мора час поскоро да одиме на избори, да се реформира државата и сами да ја донесеме Европа во Република Македонија. Благодарам.